Економски и енергетски напредок, владење на правото и продлабочување на соработката меѓу Македонија и САД, тоа се темите на кои владината делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, разговарала на средбата со Ричард Гренел, поранешен прв човек на американското разузнавање и добар познавач на состојбите во регионов. Плодна и пријателска вечера со Ричард Гренел, американски дипломат, поранешен директор на Американската разузнавачка служба и добар познавач на состојбите на Балканот. Економија, енергетика и владење на правото, теми за продлабочување на соработката. Посетата на Вашингтон Мицкоски, Мисајловски, Муцунски и Тошковски ја искористија и за средба со македонците кои живеат во САД. Пред почетокот на самитот на НАТО посвети внимание за позициите и прашањата на нашата диаспора. Имав одлична средба со Мето Коловски и обединетата македонска диаспора со кој разговаравме за поддршка и лобирање за македонските интереси. За време на НАТО самитот премиерот ќе присуствува и на вечерата во Белата куќа организирана за лидерите заедно со сопружниците, а министерот за надворешни работи и надворешна трговија Муцунски и министерот за одбрана Мисајловски ќе присуствуваат на специјални вечери организирани од државниот секретар Ентони Блинкен и секретарот за одбрана Лојд Остин. Посетата на Мицкоски од владата велат има за цел да ги зајакне билатералните односи со САД, да ја афирмира Македонија како стабилен партнер и да ги промовира економските можности на земјава пред американските инвеститори. Македонската делегација на самитот на НАТО за одбележување на 75 годишнината од формирањето на алијансата во Вашингтон ја предводи Мицкоски заедно со министрите за одбрана Владо Мисајловски, за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, како и за внатрешни работи Панче Тошковски. Ова е прво патување на Мицкоски надвор од Македонија, откако застана начело на владата. Не е исклучено на саметот да се случи и средба со грчкиот премиер Мицотакис, прва по реакциите околу користењето на уставното име. За сега нема официјална потврда дали ќе се сретнат, но доколку дојде до тоа, Мицкоски рече дека очекува достоинствено однесување во Вашингтон, за разлика од Мицотакис кој најави дека македонскиот премиер ќе се најде во многу непријатна позиција на самитот. Во меѓувреме Пентагон испрати порака до Македонија и Грција да го остават спорот околу името и преспанскиот договор надвор од алијансата.